Добре дојдовте во третата епизода на ED Production Podcast. Денес со мене е Антонио Јак. Ќе зборуваме за мотивација, предизвици и успеси. ED Production, првиот инфлуенсер во Македонија што започна AI подкасти. Антонио, добре дојде во подкастот, брат. Фала, брат. Мило ми е што ме покани да бидам дел од твојот подкаст. Кажи ми, Антонио, зошто ти го забранија профилот на TikTok? Не знам точно, брат. Ставив клипови, покажи, не им се допадна, ми го зедоа профилот, но потоа некако го вратив. И во меѓувреме тие се обидоа да го затворат твојот нов профил, нели? Да. Но јас не се откажувам. Сега гледам што ставам. Има ли луѓе што те мразат, Антонио, се обидуваш да се вратиш на TikTok? Па да, брат, секогаш има. Не можеш сите да ги задоволиш. Некои дури и прават неред, обидувајќи се повторно да ти го блокираат профилот. Да, но научив да бидам внимателен. Не можат секогаш да ме запрат. Дали понекогаш се чувствуваш под притисок од тие луѓе? Искрено малку, ама тоа е дел од шоуто. Дали помисли да им ги блокираш профилите? Да, брат, мислев. Можев да им ги земам профилите. И што те спречува да го направиш тоа? Ме спречува тоа што ми е жал. Знам колку труд вложуваш во тие профили. Не е фер да го уништам тоа. Антонио, имаш ли луѓе што те мразат и сепак се вртат околу тебе? Ете, брат. Само се врти околу мене кога им треба нешто. Да дојдат кога ќе им треба да им вратам профил или да им отворам нов. Се јавуваат кога телефонот им е расипан и треба да го поправам. Понекогаш само за да добијат ефтин подарок за TikTok, за да подигнат ниво или нешто што не сакаат да го платат. И никогаш не каже благодарам. Само дојди, земи и оди си. Брате, денес нема луѓе кои ќе те ценат што си им помогнал. Без разлика колку и да правиш, секогаш сакаат повеќе. Никогаш не им е доволно, брат. Што те научи TikTok е цела борба. Не се откажувај, брат. Луѓето зборуваат, јас си правам свое. Има ли вистински пријатели на крајот? Браче, повеќето беа само додека им требаше нешто. Каков успех за тебе денес? Не бројки, брат. Успех е некој од срце да ти каже благодарам. Брат, те нарекоа хакер, дали е тоа вистина? Да, брат. Младост, лудост. Среќа што се повлеков на време. Дали те прогонува сето тоа сега? Малку, но ме научи да бидам попаметен и поодговорен. Дали се каеш за работите што си ги направил? Да, брат. Некои работи ги поправив, други ме научија. Дали сега ги користите тие вештини за добро? Сега ги користам легално, за да им помогнам и да ги научам другите. Би ги советувале младите да одат по истиот пат? Не, брат. Учи, ама немој да правиш кривини. Има чисти начини за да успееш. Која е најголемата лекција од тоа искуство? Одговорност. Вештините без одговорност носат проблеми. Брат, некогаш беше активен стример на Flatcast радио, сите зборуваа за тебе. Тоа беа денови, браче. Секоја песна ја пуштав од срце, без интерес. Ти направи име таму, сите те почитуваа. Да, но колку што имаше љубов, имаше и завист. Тоа е секогаш така. Кој те знаеше од Flatcast знае дека ја живееше музиката. Музиката ми беше спас, брат. Со друго беше позадина. Има ли нешто што ти недостасува од тие времиња? Луѓето, брат. Тоа чувство кога сите беа едно преку песната. Зошто на вистина се повлече кога беше на врвот? Мораш некогаш да излезеш од вревата, братко, за да ја слушнеш душата. Брат, велат дека има сајтови што даваат лајкови и прегледи на TikTok. Дали е тоа вистина? Да, има такви работи, брат. Дали имате пристап до такви страници? Знам каде се, но тоа не значи дека е во ред. Дали им помагаш на другите да растат со нив? Порано советував, но сега не би. Зошто престана да им помагаш? Видов последици и сватив дека не вреди. Дали мислиш дека си виновен за тоа што го направи претходно? Да, делумно. Научив од грешките и сега советувам правни патишта. Што би им порачале на оние кои бараат брз раст со ваквите сајтови? Не барајте кратенки, работете на содржината и упорноста ќе дојде. Брат, фала ти што си дел од подкастот. Ништо, брат, фала ти што ме покани на овој убав муабет. Ти благодарам што дојде.